Добар ден, почнува дневникот на Канал Пулс во 16:30. Еве кои актуелности се тема на денот. Од јануари минималната плата во сите дејности, освен во текстилната и кожарската, изнесува 10.080 денари. Високи казни за компаниите кои ќе исплатат плата пониска од минималната. Освен респираторните заболувања, зимава доста чести се и стомачните. На детското оделение на клиничката болница во Штип зголемен е бројот на пациенти со стомачни вируси. Ловното здружение Осогово Кочани повеќе не е концесионер на ловиштата Подлог и Бање. Најавуваат мерки за преиспитување на постапката, на која е избран новиот концесионер од Скопје. Од јануари минималната плата во сите дејности, освен во текстилната и кожарската, изнесува 10.080 денари. Законот за минимална плата почна да се применува пред 3 години, кога висината на минималецот беше утврдена на 8.050 денари. Од тогаш државата етапно го зголемува износот. Покачувањето започна од март минатата година, кога минималецот се зголеми на 8.800 денари месечно. Годинава имаше зголемување на 9.590 денари. Кај текстилните и кожарските работници минималната плата е пониска и усогласувањето ќе трае подолго. Од 8 до 9.000 евра е казната за фирмата и од 4 до 5.000 евра за одговорното лице во компаниите, кои ќе исплатат плата пониска од минималната. За 2 недели од почетокот на откупот преземени се вкупно 5.168 тони тутун од годинашната реколта. Остварена е просечна цена од 185 денари по килограм. Во откупните центри во Карбинскиот регион просечната откупна цена се движи од 180 до 200 денари за килограм. Десетина дена од почетокот на откупот на тутунот и по првичните реакции на тутунарите, состојбата се нормализира. Ретки се незадоволството од проценката на тутунот, како што е случајот со овој тутунар. Колку килограми даде? 280 кила дава. Која е просечна цена? Се трета. По која цена? Тоа, која цена? 138 денара. Сте задоволни? Не. Зашто? И ја имам 10 декара тутун за ден, сега вака шо ќе правиме ние? Шо пар ќе земам? Квалитетот добар ли? Добро е. Тука преска гора дава, подобро, тука друго е. Да, по тај подобро. И што ќе правите со Што ќе правиме? Ништо. Нема да садаме и готово. Дел од нив се во очекување дека ќе добијат повисока цена за она што го донале на откупните пунктови. Колку килограми носите? Носам некај 200 и 250 кг. Толку не. Каков е квалитет? Добро ми е, мислам, тоа добро е. Не е лошо, тунот и сушо беше. Нема лошо тун. Сушо не. Која категорија мислите? Мислам прва, втора, тука не треба да оде. А сега, како ќе се нацефта донесам, не знам како ќе биде сега. Во заштита на тутунарите се представници на здруженијата кои велат дека за разлика од лани, тутунот е со подобар квалитет, зашто веќе е постигната просечна откупна цена од 180 до 200 денари за килограм. Не, од почетоко имаше реакција затоа што не знаеја како ќе поминат. И сите, они мислеа ланската година ќе биде, затоа и реагира. Сега кога поминаа добро, да не речем одлично, добро. Што значи тоа просечна цена од Просечна цена негде околу 180 до 200. Зависи према тутуно. Некои имат и по 230-40. Годинава преку двете откупни фирми во Штипско се планира да бидат прифатени околу 200 тони тутун од типот јака. Во Виничко се обработува 443 хектари државно земјоделско земјиште, а деновиве на оглас се нудат нови 21 хектар преку Министерството за земјоделство во атарот на селата Блатец, Пеклани и Стибања. Нови 21 хектар земјоделско земјиште во Блатец, Пеклани и Стибања стои на располагање на земјоделците во Виничко. Огласот е во тека, условите остануваат исти како и претходните огласи со кои Виница има 443 хектари државно земјиште на долготраен закуп. Овој оглас може да конкурираат физички и правни лица
како и странски правни лица кои имаат подружници регистрирано на територија на Република Македонија. Огласот е од општ карактер, што значи дека може да се пријават земјоделци кои што ќе конкурираат за различни намени, значи за одгледување на земјоделски култури. Тоа е за 15 години, за подигање на долгогодишни насади, лозови и овошни насади со време трајање од 30 години, за подигање на рибници од спортско-рекреативен карактер и така натаму. Значи, огласот е, како што реков, од општ карактер и ќе биде по пат на електронско надавање, односно со аукција. Аукцијски ќе се утврдува цената, така да понудената, значи највисока цена ќе биде одлучувачка при изборот на понудите. Земјиштето не е од А класа, но може да биде поволно за одгледување житарици и друг вид култури, а во подрачната единица деновиве 34 закупци на државно земјиште од претходно потпишаа договори за легализација на своите насади. Од Виница имаме 34 понудувачи, сега значи на 34 понудувачи ќе бидат склучени договори со време трајање од 30 години, значи тоа е долгорочен закуп за долгогодишни лозови и овошни насади. Површината е некаде околу 9 хектари на земјоделска површина. Со ова се обезбедува на некој начин да се стават луѓето во законска рамка, да можат овие лозови и овошни насади да си ги пријават воедно за субвенции, да имаат договори склучени по кои договорите имаат обврска да плаќаат према државата годишна закупнина, така да се излива во пресет на 34 лица на кои ќе бидат склучени договори. После завршувањето на постапката, значи за склучување на договори, ќе ги воведеме во владение овие 34 лица, ќе ги регистрираме во системот за единствениот регистар на земјоделски стопанства, со можност после тоа истите значи лозови и овошни насади да се ги пријавуваат и за субвенции, со тоа ќе го остварат и правото на финансиска поддршка согласно програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за 2016 година. Инаку, според најавите од Подрачното министерство, до крајот на годината треба да се исплатат субвенциите за пољоделско производство, фуражни култури и житарица. Ловните терени Подлог и Бање Кочанско се дадени на 10 годишно користење на концесионерот Скопје. Направена е голема неправда, сметаат од ловното здружение Осогово од Кочани, од каде најавуваат активности за преиспитување на постапката за избор на новиот концесионер. Дури кога ја слушнаа цената на концесијата за двете ловишта во општина Кочани, ловците сватија дека некој ги изиграл и им наметнал скопски концесионер за багателна цена. Имено за вкупно 1000 евра годишно или за по 500 за ловиште, извесен Бруно од Скопје, кој сам надавал на електронската аукција, успеал да ја добие концесијата за 10 години и со тоа да се стекне со право да стопанисува со ловните терени Подлог и Бање. На вчерашниот состанок на управниот одбор на Сојузот на ловците, претседателот Ванчо Димитриев искажа жалење затоа што едно од најстарите ловни здруженија не ја добило концесијата и со тоа му се заканува згаснување, но сето тоа нема да го реши проблемот на кочанските ловци. Особено поради тоа што ловното здружение Осогово во своето долгогодишно постоење има изградена соодветна инфраструктура, како ловен дом и просторија со препарирани животни, фазанерија, стрелиште, чеки за ловци и друг штетен дивеч. Кочанските ловци со децении успешно и домакински стопанисуваат со ловиштата и дивечот и таквиот однос е граден со децении. Затоа сега е апсурдно некој за ефтини пари и на лесен начин да ужива во благодетите на оваа значајна стопанска гранка, која меѓу другото е интересна и од аспект на ловниот туризам од меѓународни размери. Раководството на ловното здружение Осогово деновиве во акција за поништување на доделената концесија, зашто најавуваат реакции до премиерот Никола Груевски и протестни собирања на членовите на здружението, се до остварување на целта со кочанските ловишта да стопанисува кочанското друштво. Новогодишна елка од пластичен отпад е поставена во зоопаркот во Штип. Со ова Штипски ИСАР има цел да ја потенцира потребата од селектирање на комуналниот отпад, што е обврска на општините, но и на граѓаните.
Зоопаркот во Штип во духот на предстојните празнувања се закити со новогодишна елка изработена од пластични шишиња. Освен декоративен, елката од пластичен отпад треба да има и едукативен ефект врз граѓаните за значењето на потребата од селектирање на отпадот. Селекцијата на отпадот е законска обврска за општините. Ние како јавно предпријатие секој пат сме укажувале на граѓаните на град Штип дека многу е важно да се селектира отпадот, органскиот отпад посебно, пластика посебно, лименки посебно, се со цел за да имаме почист град, а и самите закони се такви за да влезне Македонија во Европската унија мора секоја општина да се прилагоди за рециклирање на отпад. Ние веќе 6 месеци го рециклираме отпадот. Работната единица за селекција на отпадот во Штип работи рентабилно. Градот поефикасно се чисти од пластичниот отпад, а на јавното предпријатие тоа му носи и добивка. Фабриката за селекција и пакување на отпад се погоди како добар проект во оваа година. Добро работиме. Имаме направено скоро 1 милион денари за пола година. Мислам дека супер функционираме. Оригиналната новогодишна елка е причина повеќе за посета на зоопаркот Деновиве во Штип, кој напролет е во план да се докомплетира со долго очекуваните мајмуни. Зимата не е вообичаена сезона на ширење на цревни инфекции, но годинава добар дел од најмалите пациенти во клиничката болница во Штип се лекуваат токму од стомачни заболувања. Во пресрет на големите празници, Агенцијата за храна спроведува засилени контроли на квалитетот на храната кај производителите, трговците и угостителите. Цревните инфекции се во значителен пораст во однос на респираторните инфекции, бронхит и бронхопневмонии, кои се вообичаени за овој период од годината. Ако до пред неколку години цревните инфекции кои предизвикуваат диареја и повраќање, проследени со висока температура, беа типични за летните месеци, состојбата е изменета, а ова го покажува изголемениот број на хоспитализирани деца на детското одделение во Штип. Доминираат деца кои се јавуваат со цревни инфекции, односно со клиничка слика на проливи и повраќања, кои траат по повеќе денови и кои доведуваат до дехидрираност, заради која мораме дечињата да ги хоспитализираме на одделението. Тоа се најчесто ротавирусните инфекции кои се сретнуваат во овој период од годината, особено во зимските месеци. Исто така имаме и дечиња со респираторни инфекции или компликации од респираторни инфекции, тоа се бронхит или бронхопневмонии, меѓутоа необично е тоа што нивниот број е во моментов значително помал отколку оние дечиња кои сте се со цревни инфекции. Покрај соодветната терапија треба многу да се внимава и низ храната, препорачуваат лекарите. Диетален режим на исхрана, употреба на напитоци, оние електролити кои најчесто ги препорачуваме заради електролитниот дисбаланс кој најчесто се прави при проливите и повраќањата кај дечињата, адсорбентни храни, тоа се компир, ориз, морков, јаболко, банана, она сето добро да е свежо припремено, соодветно припремено и така дадено на дечињата по совет на лекарот секако. На опасност од цревни инфекции покрај децата изложени се и возрастните. Во пресред на новогодишните празници Агенцијата за храна и ветеринарство ќе спроведе вонредни засилени контроли на специјализираните продавници за храна од животинско потекло и угостителските објекти ширум земјава. Целта е да се намали можноста на пазарот да се пласираат небезбедни производи, спречување на евентуални труење инфекции и заштита на здравието на граѓаните. Со оваа контрола ќе бидат опфатени и туристичките места Берово, Дојран, Охрид, Струга, Маврово и Попова шапка. Над 1000 учесници се вклучија во проектот и јас сум лидер на Советот на млади на општина Штип. На 2 години од работата на овој состав на Советот на млади, ова општинско тело станува привлечно место за пласирање и реализација на идеи на младите од Штип и пошироко. 2 години успешна работа, 2 години дружба и многобројни реализирани активности во повеќе области. Денес Совет на млади при општина Штип на свечена седница прослави 2 години постоење. На денешната седница ќе презентираме еден проект кој што ќе започне наредната година. Таа е со цел да ги разбуди лидерските способности кај младите и проектот се нарекува Секој лидер е артист и токму учесниците на тој проект ќе имат можност да се напреверуваат во тимови меѓу себе и победничкиот тим ќе има можност да учествува на меѓународен форум.
Со ова седница сакаме да закружиме работата на Советот на млади за 2015 година, да им се заблагодариме на сите млади кои што беа досека дел од Советот на млади, бидејќи без нив и без нивното учество Советот на млади немаше да биде таков како што е. И еве многу пати потенцирам дека Советот на млади на општина Штип представува пример за останатите совети во Република Македонија и ги мотивира и ги охрабрува во нивната работа и се надеваме дека со таа мисија ќе продолжиме и во 2016 година. Според членовите на Советот на млади представува еден заеднички глас на младите и медијатор кој ги пренесува нивните барања и идеи, токму до оние кои можат да ги решат нивните проблеми. Советот на млади представува советодавно тело на општина Штип, воедно ќе се изразиме како катче каде што младите може да ги изразуваат своите идеи и секако да формираат младински политики. За моето долгогодишно, односно 2-годишно искуство во Советот на млади можам да кажам дека не постои идеја која што не може да биде реализирана и таква која што е невозможна за Советот на млади. Работиме во име на младите на општина Штип, секако остваруваме идеи и едноставно сме тука за сите оние кои што сакаат да се приклучат и секако да ги креираат своите младински политики токму преку Советот на млади, односно да ги остваруваат своите идеи. Советот на млади примерно представува тело кој што ќе подига свеста на младите за одредени проблеми, кој што ги интегрира нивните проблеми во работењето на Советот на млади и воедно тоа работи на решавање на истите проблеми. Тој исто така работи како мотиватор, да ги потикне младите и да им каже дека вашите проблеми не се единствено ваши, туку дека се на целата заедница и дека вие имате некој што може да ви помогне за вие да ги решите истите. На оваа свечена седница по повод 2 години од формирањето на Советот на млади се зборуваше за досега реализираните, но и идни активности, на кои акцент ќе биде ставен повторно на едукативни и квалитативни содржини. Спектакуларен новогодишен концерт подготвува Средното музичко училиште Сергеј Михајлов во Штип. Ова училиште годината ја заокружува со над 100 награди и признанија од државни и меѓународни надпревари во сите насоки и класи во училиштето. Успешна учебна година за сите вработени ученици во Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов во Штип. Пред се поради големиот број освоени награди на државни и европски надпревари. Бројката 100 мислам дека е малку. Значи за ова успешна 2015 не можам да одвојам ни една класа заради тоа што на секое ниво и сите класи донесоа огромен број на први специјални награди, огромен број на први награди кои што ни се многу драги. Морам да ги издвојам интернационалните награди, односно наградите кои што ги донесовме од Италија и се први. И на крај како круна на се, значи и гордост на самото училиште, а нормално и гордост на самиот професор, е наградата од општината на нашата професорка Марија Максимова, која што дефинитивно и беа слабост наградите од странство и донесе еден куп. Не можам да кажам бројка, бидејќи стварно се многу. Директорката Емилија Савева Миладинова истакна дека иако во текот на 2015 го достигнаа врвот, сепак и во наредната година ќе продолжат со освојување на први места, а најави и инфраструктурни зафати во училиштето. Она што се случуваше деновиве во Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов беа јавните часови за учениците од основното и средно образование, а она со што официјално ќе ја завршат годината е завршниот концерт, кој како спектакуларен настан го најавуваат во 2 дела. Настанот ќе се случува на 28 и 29 декември во Центарот за култура Ацо Шопов, а ќе започне со најмалите или, како што Савева Миладинова ги нарекува, музичките бисери. Нема да одиме со класичен новогодишен концерт, сепак ќе биде концерт од мешан состав, мешани композиции од различни типови. Значи, започнуваме со маленките, потоа со квинтети, со многу интересен карактер, поп, джез, потоа класичниот дел започнување со оркестарот и за на крај сепак изненадувања од нас кои што сега нема да ги објавам. Значи 2 многу интересни популарни композиции кои што еве
до сега не сме ги работеле, во Штип никогаш не настапиле со тие две композиции и решивме овој така малку поголем залак оваа година да го почувствува и самата публика. Во втората вечер ќе биде вклучен и Народен оркестар, комбинација од најмалите и поголемите ученици. Учествуваат, значи, хорот на ОМУ, доста солисти и за прв пат пробуваме со Народен оркестар од малечки и комбинација од големи, односно средношколци, кои што исто така ќе му дадат некој белек, многу поинтересен белек на концертот и мислам малку ќе добие на природност. Значи, веќе ќе почнеме да го избегаваме оној вештачки карактер на музика. Сепак сме професионалци во нашата работа и ќе останеме професионалци до крај. Двата концерта ќе траат по час и половина, а за двете вечери цената на влезницата во Центарот за култура Аца Шопов ќе чини 100 денари, бидејќи ќе имаат многу трошоци околу закупувањето и украсувањето на салата за да се долови новогодишниот амбиент, истакна Савева Миладинова. Во рудник во источната кинеска провинција Шандонг од вчера се затрупани рудари, од кои до денес спасувачките екипи успеаја да извлечат 11. Според кинеските медиуми во рудникот се заглавени уште 18 рудари. Спасувачите информираат дека го лоцирале местото на кое се наоѓаат рударите, но операцијата за нивно извлекување е отежната поради честите одрони во рудникот предизвикани од неколкуте свлечишта во регионот. Во текот на вчерашниот ден од рудникот биле извлечени 10 рудари, 11-тиот бил спасен из утринава. Во рударски несреќи во Кина годинава загинаа 931 лице, што е значително помалку во споредба со 2002 година, кога животите ги загубија 7000 рудари. Кинеските рудници важат за најнебезбедни во светот, но последните години беа воведени засилени мерки за безбедност при работа, што резултираше со намалување на бројот на жртвите при рударските несреќи. Повеќе од 120 домови се целосно изгорени за време на Божик во познатата туристичка крајбрежна област на југот на Австралија во државата Викторија. За среќа нема загинати ниту повредени, изјавуваат од службата за вонредни состојби во Австралија. Стотици пожарникари се борат со огнената стихија која го зафати шумскиот појас во градчињата Вај Ривер и Сеперейшен Крик, кој според австралиските власти е предизвикана од удар на гром. Руското Министерство за животна средина го крена алармот со најновите податоци кои покажуваат дека државата се загрева за 2,5 пати побрзо од глобалниот планетарен тренд за затоплување, што може да доведе до катастрофални последици за животинскиот и растителниот свет, но и за здравјето и безбедноста на граѓаните во Русија. Во Русија изминатите години имаше катастрофални поплави, шумски пожари и голема суша во неколку региони, особено кај Бајкалското езеро кој има рекордно ниско ниво на вода. Зачудува што Министерството излезе со алармантни пораки кога рускиот председател Владимир Путин ретко разговара на тема глобално затоплување и нема голема волја да се превземат сериозни чекори во намалување на загадувањето. Првиот светски рекет Новак Џоковиќ по втор пат во неговата кариера е прогласен за најдобар спортист на стариот континент. Српскиот ас имаше неверојатна сезона, а во изборот на највлијателните новински агенции во Европа собра вкупно 199 бодови, со што го остави далеку зад себе Формула 1 возачот Луис Хамилтон. Инаку Џоковиќ претходно ова признание го доби во 2011 година. Од 3-та до 10-та позиција на овој традиционален избор, кој го организира полски ПАП, се најдоа атлетичарката Дафне Шиферс од Холандија, Пау Гасол од Шпанија со 72 бода, Кристијано Роналдо, Мохамед Фарах, Ана Фенингер, Марсел Хиршер, Катинка Хошу и Мари Бјорген од Норвешка.
Се е подготвено за големиот кошаркарски спектакл во Делчево во рамки на првата женска кошаркарска лига во салата на Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Во Делчево ќе се сретнат второпласираниот тим на табелат, женскиот кошаркарски клуб Клубски и првопласираната екипа тимот на Бадел. По 4 победи во низа на женскиот кошаркарски клуб Клубски, тренерот Љупчо Петровски очекува позитивен резултат од овој натпревар, па затоа ја повикува спортската јавност во Делчево да проследи еден возбудлив кошаркарски женски натпревар. Еве после 4 последователни победи во првата кошаркарска лига на Македонија, значи кошаркарскиот клуб Клубски Патриот се искачи на втората позиција на табелата во првата кошаркарска лига на Македонија. И еве во недела го играме дербито со шампионот Бадел, значи натпревар во кој што делческата публика треба да се собере во што поголем број и да дојде да биде една предновогодишна, значи атмосфера во која што двете екипи ќе им пружат едно задоволство да може да бидат присутни на еден дерби натпревар кој ќе изобилува со многу кошеви, со многу неизвестности. Ние како клуб се надеваме дека ќе успееме да ги победиме кошаркарките на Бадел и со тоа да ја најавиме нашиот поход кон освојување на титулата и освојување на Купот на Македонија. Инаку ветер во грб тимот на Клубски деновиве доби со потпишувањето на новиот договор со спонзорот Патриот. Од сега па натаму тимот од Делчево ќе го носи името женски кошаркарски клуб Клубски Патриот. Ова е се во првиот дневник. Се гледаме повторно во 20 часот. Пријатно саботно попладне ви посакува дежурната екипа на Канал Плюс.